Добар ден на сите. Првично би сакал да ја користам приликата да му се благодарам на претседателот на владата за довербата кон Министерството за економија од почетокот на кризата. Кога зборувам за почетокот на кризата, зборувам за пред една година во делот на енергетиката, секој тоа влијаеше и во делот на инфлаторните движења, во зголемување на цените и слично, каде што и нашата држава реализираше, дизајнираше одредени мерки кои главно беа дизајнирани од секторот за енергетика и секторот за трговија. Не само во моје име, и во име на сите вработени во Министерството за економија, голема благодарност за довербата и за тоа што главном во повеќе наврати во влада се донесени одлуките согласно предлозите кои ги дала Министерството за економија, а денеска имаме прилика само да се увериме дека тие предлози биле точни, биле направени со сите засегнати страни, почнувајќи ги од самите компании, од самите производители, од самите добавувачи, увозници во нашата држава на основни преамбени производи, и денеска уште една се потврдува дека да, кога се сака, се има простор, се со цел кризата да не биде на грб на граѓаните. Дополнително на ова би сакал да им се заблагодарам и на директорот на Државен пазарен инспекторат, на сите инспектори во нашата држава кои во фул капацитет се на терен секој деневно и ноќе, значи прават контроли, се со цел да бидат правични, а во тоа да не се дозволи да се направат штети врз потрошувачите, во се граѓаните. Министерството за економија ги следи во дневна база сите случувања во делот на цените во државата, посебно за основните преамбени производи. И сакам уште еднаш да ги повикам стопанските комори, нашите производители, увозници, да направат големи напори, да покажат општествена одговорност и самите да почнат со намалување на цените, имајќи го предвид трендот на намалување на суровини и во светските берзи, но и согласно намалувањето на цените на енергенсите како мерки кои ги носи владата. Во тој случај, ако тие сами ги намалуваат, секако дека имаме простор дополнително да излеземе во пресред за да ја задржиме нивната конкурентност, а зошто да не ја да ја зголемиме нивната конкурентност. Затоа до крајот на наредната недела ние ќе подготвиме информација до претседателот на владата со детална анализа, да речи со секој производ, и согласно тие анализи ќе се дизајнират, креират новите мерки кои ќе следат најверојатно во април. Мерките ќе бидат насочени и кон стопанството, и за тие сектори кои ќе покажат општествена одговорност, а секој дека ќе бидат насочени и директно кон граѓаните, тие што имаат најголема потреба, тие што ги немаат соодветните приходи во нивните семејства, се со цел да се справуваат со ова криза која не е само во нашата држава. Само за потсетување. Освен намалување на цените на основните преамбени производи. Со домаќинско работење денеска имаме ликвидно СМ после неколку месеци. Ќе имате прилика во текот на ова недела или почетокот на наредна недела да ги гледате резултатите на СМ што ги постигнала претходната година. И ако имаше директна помош од страна на владата, ево денеска можем да најавам дека одредени средства која ги добила СМ од страна на владата ќе ги врати во буџетот на државата. Што значи дека не се потрошени сите средства и дополнителни средства ќе се има за да се дизајнират нови мерки. Друго, покачување на пензиите, покачување на минимална плата. Утре ќе барам состанок со синдикатот на Северна Македонија, заради тоа што е утврдено од нашите соработници, моите советници, дека има грешка во утврдување на минималната синдикална кошница. Што значи грешка? Можда е ненамерна, можда е и техничка грешка, дека минималната синдикална кошница во нашата држава не е 50.000 денари, но не надминува 43.000 согласно методологијата што била предвидена. Значи два пати се калкулира од август па наваму инфлацијата во методологијата и во сите елементи кои беа наведени во претходната методологија.
посветени сме на зголемување на платите, мерки дополнителни ќе дизајнираме, ќе креираме со претседателот, со Министерот за финансии и граѓаните да бидат спокојни дека ова криза сигурно нема да биде целосно на нив. Но ќе покажеме сите солидарност, ние ќе се откажеме од давачки, компаниите ќе се откажат од профити, а секако дека најмалку погодени треба да бидат нашите граѓани заради тоа што ние постоиме за.